Добар ден, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Ребалансот на буџетот за 2025 година, иако навидум не менува многу во клучните макроекономски параметри, како вкупни приходи, расходи, дефицит и економски раст, представува јасен показател за владините приоритети и стратегии, особено во пресред на локалните избори. 14 милиони евра не се за зголемени плати, туку како што каже и самиот заменик министер, се дообезбедуваат средства за исплата на плати, пензии, програмски и проектни активности со едновремено искористување на средства од претходни години на посебни сметки. Ова најверојатно е заради престојните локални избори, па тактиката ни е на сите многу добро позната. Нови вработувања на партиски кадри пред изборите, што е долгогодишна практика која го оптоварува буџетот и ја нарушува професионалноста на јавната администрација наспроти најавите на министерот за јавна администрација. Зголемувањето на ставката стоки и услуги пак расте со 22,5% или околу 30 милиони евра во однос на остварувањето 2024 година, што е големо забрзување на растот кој беше висок и при иницијалното проектирање, односно 14,8%. Имајќи предвид дека оваа ставка е недоволно транспарентна и вклучува како на пример договори на дело, како форма на квази вработување во јавната администрација, истата крие ризици, особено, повторно ќе кажам, во година на локални избори. Трансферите до единиците на локалната самоуправа растат за 3,8%, што исто така може да се толкува како обид да се зајакне локалната власт пред гласањето. Истовремено со зголемување на расходите за пензии и плати, владата прави кратења кои директно ја погодуваат економијата и најранливите категории граѓани. Кратење на субвенции и трансфери околу 30 милиони евра. Ова е резултат на кратење на средствата за инвестициите во ТИРЗовите и за поддршка на други инвестиции. Владата и покрај ветувањата за зголемување на поддршката за фирмите, сега ја намалува за значителни 30 милиони евра. Ова негативно влијае на економскиот развој и создавање на нови работни места. Кратење на социјалните надоместоци, околу 5 милиони евра. Иако износот е навидум мал, ова е една од можеби најголемите критики за владата. Намалувањето на парите за социјални случаи е антисоцијална и антисоцијалдемократска политика. Недозволиво е да се крати од најсиромашните слоеви на населението, а во исто време да се вработуваат партиски кадри пред изборите. Ова покажува само висок недостаток на емпатија и социјална одговорност. Кратење кај развојни проекти. Намалени се средствата за развојни проекти за општините, поддршка за мали и средни предпријатија, инвестиции во ТИРЗовите, инвестиции во патна инфраструктура, инфраструктурни проекти во општините и реновирање на затворите. Овие кратења директно ја загрозуваат долгорочната развојна перспектива на земјата. Проекцијата на инфлацијата од 2,8, што е прениско и заблудувачки. Затоа што инфлацијата во првите 5 месеци беше 3,7 и за да достигне 2,8 до крајот на годината треба да се движи околу 2% во наредните месеци, што е практично и невозможно со оглед на моменталните трендови. Ова е само создавање лажна слика за стабилност и нереално планирање. Реализацијата на капиталните расходи е на очајно ниво на 22,5% за првите 5 месеци. И ова е подкрепено и со признанието на самото Министерство за финансии дека во првите 5 месеци се реализирани само 22,5 од планираните капитални расходи, што е најниско од сите категории, 13,6 процентни поени помалку од истиот период во 2024 година. Признанието дека претходната влада била подобра во реализацијата на капитални проекти е силна критика за неефикасноста на сегашната влада во спроведување на развојните проекти. И сите овие претходно споменати општи карактеристики на ребалансот на генерално ниво се разбира дека се однесуваат и на буџетот на Министерството за култура и туризам. Иако со зголемени буџети се планираат за Министерството за култура и туризам и финансирање на дејностите од областа на културата, сепак локалните избори тоа како се гледаат и во овој ребаланс во буџетот на Министерство за култура и туризам. За првиот раздел се проектирани 88,5% во износ од 218 милиони денари повеќе, а за вториот раст од 13,3% во износ од 660 милиони денари повеќе. Планираните буџети во горе наведените раздели е предвидено да изнесуваат 464 и 5,635 милиони денари соодветно. Но
Ајде да видиме тие бројки на што се однесуваат. Намалена ставка за плата кај администрација, што значи дека заложбите за поголеми плати за вработените во Министерство за култура останаа само предизборни ветувања на министерот за култура, додека пак додатокот на плата за 30% денес во Министерството за култура се прави по партиски клуч. Народски кажано, тој што е преработен, а не послушен, нема да добие 30%. Не се предвидени средства за исплата на зголемувањето на платите на културните работници. Иако некои од нив 2 месеци немаат земено плата и добиваат само закани дека нема да земите плата, не се предвидени ни средства за исплата на 700 тужби за неисплатените проценти согласно колективниот договор. Синдикатот вели дали ќе остане новото име на Министерството за култура и туризам, плата нема. Некој го спомна достоинството на работниците, да, достоинството културните работници го добија во 2019 година со подпишувањето на колективниот договор, а во 2025 година им го ускратува еден од нив. Буџетот на инспекторатот за употреба на македонскиот јазик е намален за 2/3. И тука нема што повеќе да кажеме. Министерот не смогна сили да го прочита законот, па имаше проблеми со издавање на лиценците. Не смогна сили да го задржи нивото на инспекторатот, за да се зачува неговата автентичност, улога и примарна служба, па после измените на законот поднесени тука во ова собрание од пратениците од владеачкото мнозинство, со кој овој инспекторат е на ниво на оделение во Министерство за култура, сега не му остава средства за да функционира, односно за конечно да се екипира и да почне да работи. Се разбира дека се крати од ставката за културно наследство на установите кои се занимаваат со оваа проблематика, ама и тоа е во насока на заложбите на самиот министер, кој што нели рече дека треба културното наследство да се приватизира, односно продаде, издаде или не знам што уште. Во буџетот на самото министерство зголемена е ставката за патувања, и тука ништо не ни изненадува. Осака чинеше 90.000 евра, а само за министерот и за неговата шефица на кабинет 10.000 евра беа платени трошоци. Оно што исто така забележително е дека не е помрднато со прст за завршување на изградбата на Центарот за промоција на македонски јазик во село Љубојно. Првото училиште по македонски јазик. Таму средствата не се намалуваат, не се зголемуваат, ама не е употребен ниту денар за завршување на овој проект. Се намалува и сумата за реконструкција на Музеј на Македонија. Добро се сеќавам дека неколку пресконференции одржа од партиското седиште сегашниот министер за реконструкцијата на овој објект, а пред само една година наследи готов проект, завршена процедура, една година немавме ништо, па еве сега во изборна година со скратени средства и неискористени првични 15 милиони ќе го реконструира. Она што е најевидентно и она што покажува најголем раст во сумата на целокупниот буџет на Министерство за култура и туризам се инфраструктурните објекти во општините кои што од 275 милиони денари сега со ребаланс изнесуваат 335 милиони денари. Најинтересно е тоа што условите за користење на овие средства е претходно распишан конкурс, кој според закон мора да се направи најдоцна до крај на април во тековната година, што значи дека ниту биле искористени првичните средства, а сега што ќе правиме со дополнителни средства, чија што сума достигнува до 335 милиони денари. Нема распишан конкурс и сега веќе е доцна затоа што начинот на кој што функционира тој конкурс, откако ќе се распиши, самите општини конкурираат во Министерство за култура и туризам за после добиените суми да можат да ги вградат во својот општински буџет. На крај, финансирањето на дејностите од областа на култура се исто така зголемени, точно, но исто како и оние кои се доделуваат секој јануари, овој јануари распределените средства беа распределени на најнетранспарентен можен начин, без јавно објавување на резултатите од конкурсот, па така и овие зголемени средства ќе одат во нечии џебови, а не таму каде што треба. Или можеби зголемувањето на финансирањето на дејностите од областа на културата значи дека нема пари за програма, како што веќе се зборува во културните установи, затоа што министерот направи новина
односно воведе делегиран буџет на институциите, нешто што е спротивно на Законот за извршување на буџети, нешто што е спротивно со Законот за култура и нешто што никој не го виде. Ниту една културна установа ја немаше јавно објавено својата програма и токму затоа финансирањето на дејностите за областа на културата остана во мрак. За жал, заложбите на министерот за зголемен буџет за култура останаа само предизборни ветувања, односно овие зголемени суми ќе ги гледаме само и само кога има избори. И благодарам. Благодарам. Реплика Благица Ласовска. Повелете.